есента 1941 година, откако во Македонија победи курсот на Комунистичката партија на Југославија за вооружена борба против фашистичкиот окупатор, и во Велешката партиска организација се пристапи кон подготовки за исфрлање на партизански одред. Во рамките на останатите припреми и промени што се вршеа тогаш, се пристапи и кон издавање на нелегален орган на Велешката партиска организација. За таа цел мене ми се обрати тогашниот секретар на местниот комитет и ми соопшти дека сум задолжен да бидам член на Агитпропот, односно заедно со уште двајца другари, со Јордан Тодоровски Оне и Љупчо Босилков Чаушот, бидеме членови на редакција што ќе го издава тој орган, а кој се нарече Народен билтен. Првиот број на билтенот се појавува во ноември 1941 година. Умножен, растворен во 100 примероци, и тој внесе известна радост меѓу членството и симпатизерите на движењето. Брзо се растори, а на неговите страници се говореше за значението на билтенот, за борбата против окупаторите, имаше многу вести за борбите на Источниот фронт, за борбите на југословенските партизани, за недалата на окупаторите воопшто во Југославија, во Европа, како и во Велес и во велешките села. По налог на партиската организација им беа соопштени на двајца другари информации дека треба да ни дозволат во нивните куќи да слушаме преноси на Радио Москва и Радио Лондон, за да фаќаме вести и тие ги редактираме за билтенот. Тоа и ние го правевме, одејќи кај Орце Сребров и Ѓорѓи Зарезанков, а осем тоа изготвувавме материјали за билтенот, тоест статии, коментари, вести од фронтовите, а исто така вести за акциите на југословенските партизани, како и многу вести што се однесуваа за теророт што се вршеше од страна на фашистичкиот окупатор, за разните репресалии, за мерките со цел за што поголема експлоатација во врска со тоа, особено за реквизициите на жито и други, како и за младината, за жените, за селото, и сето тоа го спремавме и јас му го предавав тој материјал на тогашниот секретар на местниот комитет на КПЈ во Велес. Во техничкото оформување на првиот број на билтенот, во техниката, учествувавме јас, кој ги отшукував материјалите во куќата на мојот брат Тодор Кирков,
и Јовче Чучук, тогашен член на местниот комитет, кога беше шапирографот. Во тоа време, заради конспиративни причини од неможности, не можеше на едно место да се одвиваат овие две операции, но после првиот болест се укажа дека тука и на ваков начин не може да се одвиваат работите и техниката, односно машината за пишување брзо се пренесе кај Димка Митрев, кај кога се направи скривница и во шталата се отчукува ноќе материјалите за билтенот заедно со Благојка Темниева, а кај Јовче Чучук и понатаму се вршеше умножувањето на шапирограф. Во декември 1941 година, после провалата на местниот комитет, Димко Митрев се легализира, а Јовче Чучук падна во затвор, од овие објективни причини престана излегувањето на билтенот. Се до почетокот на јунари, кога што со техниката и со редакцијата и со пишувањето на материјалите за билтенот не се сафати Кочо Рацин. Тој сам ги пишуваше материјалите, сам ги очекуваше и сам ги умножуваше. Се таму до крајот на февруари 1942 година. Меѓутоа, движењето пред партиската организација, односно пред самата партиска организација, се поставува многу пообемни задачи во тоа време со илегалниот пропаганден материјал, печат, како да речам. Не се мислеше да обезбедиме само техника за печатање на умножувањето на билтенот, туку и поширок и друг пропаганден материјал, и се целеше да, доколку се обезбедат технички услови, ова печатница биде и печатница на Покринскиот комитет. Колку ми е познато, во текот на 1942 година се добија печатарски букви боја од Покринскиот комитет во Скопје. Додека работеше техниката и додека излегуваше билтенот од рацете на Кочо Рацин, Страхил Гигов, по тоа време секретар на местниот комитет на партијата, се зафати заедно со Димко Митрев да изнедат, којто Димко Митрев по тоа време беше веќе илегален, да изнедат најскровито место, најконспиративно место во Велес, за да се смеси тука техниката, односно печатницата. Со предели тоа да биде куќата на Јоана Митрев, чичко на Димко Митрев, која се наоѓаше во Долни Дуќани на излезот на патот на Велес кон Гевгелија. Куќата наша беше на крај таму, уствари беа две куќи под еден покрив, а едната куќа така лицето и беше, имаше излаз на кај црквата нагоре, на кај Свети Пантеле, а другата си имаше од улица, на кај Џадето. Така да беше доста погодно место. Од тука со татко ми се договорија да, прибидејќи местото е погодно, така за да се направи една скривница и да може да се работи. Татко ми се сложи, вика како ќе речете, така нека биде. И од тука отпочна со скопањето скривницата. Тоа беше по иницијатива на другарот Страхил. Он ја направи тоа скицата како треба да изгледа. Беше една соба која со земјиштето и беше од земја и камењ, а иначе имаше едно друго така сопче мало, отеден да биде улазот на скривницата, а таа собата да се ископа, да се направи едно висина 2 метра, ширена така 2,5 на 3, така да биде како соба.
Истата почна да се копа од на така нешто средината на децембар. Копавме сите, тоа беше и другарот Страхил, и Димко, Митрев, и Ордан Џурнов, и сите ние дома. Копавме едно за така нешто 15 дена, затоа што копањето одеше многу тешко. Прво беше многу ладно, второ беше така местото само камењ, лиска, оноа, така да копањето беше доста тешко. Потешко беше кај да се исфрла земјата и таа ја носевме со кофички, зембелчиња, негде ке истуравме така имаше едни сокачиња меѓу куќата наша, другата носевме нешто у Вардар. И така со доста тешко се ископа. Со копањето се направи се, малку беше потешко и со цименто, и тоа се снајдовме. Се зеде, озгора се циментира, а улазот, улазната врата беше, ја направи Страхил Џигов, он беше уше легален и работеше у Левковци. Таму е направена и ја отидов ја земе. Тоа беше едно копатент, пола циментирано на земјата и пола се откриваше така. Горниот дел беше циментиран и кога ќе се затвори, оно личеше исто на веце. Така. Откако се ископа скривницата и се организира печатницата, се пренесе каде беше кај Кочо Рацин, од кај Кочо Рацин се пренесе во куќата на Митреви. Тоа негде почна, мислам, од јануари или декември месец 1941 година, па се до откривањето на скривницата. Приступ кон куќата имаме само Страхил Џигов и јас лично. Откако отиде Страхил Џигов замина за Скопје, лично и јас руководев со партиската техника, како за окружниот комитет на Велес, така и на местниот комитет. Беше организирана преку Димко Митрев, навечер се носеа материјалите до Благо Ѓорев, од кај Благо Ѓорев после по партиските ќелии се делеа. А за Повардаријето и Источна Македонија, лично ја како член на окружниот комитет, лично јас го делев материјалот преку курири кои го носеа материјалот. Народниот билтен се ширеше и растураше и се објаснуваше сред работниците и граѓаните, нарочито во Монопол, каде што во тоа време имаше најголем број запослени работници. Партиската ќелија, односно партиската организација, добиваше еден определен број на билтени, која ги проучуваше во партиската организација, потоа партиските членови ја проучува, билтенот го проучува сред групите, партиските групи и воспитните партиски групи. Потоа сите членови на партиската организација и членовите на партиските групи одеа усмено го објаснуваа сред работниците. Така да сите оделенја, нарочито во Монопол, беа обухватени да широко се објаснуваше билтенот и настаните кои што билтенот ја опишуваше. Билтенот во тоа време ја опишуваше скоро сите настани. Настаните на Источниот фронт, значенијата некои во светот кој што се одиграва, настаните во Југославија, народно-ослободичното движење, партизанските движења и борби во Југославија, партизанското движење и
покретот во Македонија, акциите на партиската организација во градот, акциите на партиската на одредот Димитар Влахов, кој што во тоа време ги водеше, нарочито акциите кои што партијата ги изведе, као што беше штрајкот на учениците против носењето на алишта и наставата на бугарски јазик, демонстрацијата кој што изведоа жените против војната и одењето на граѓани во бугарската армија, акцијата кој што одредот Димитар Влахов ја изврши тогај во селото Кривакруша, кај што пред сите граѓани од селото се објасни политиката и улогата на движењето во Македонија, нарочито на движењето во нашиот град. Таа нарочито акцијата на партизанскиот одред Димитар Влахов во Кривакруша, каде што се објасни во билтенот, а билтенот ја објасни пред широките маси, нарочито во монополот, доби народното движење и партизанското движење во Велес доби широк публицитет, односно доби масовно прихваќање на движењето и во тој момент имаме еден поголем број на млади луѓе кои што отидоа во партизанскиот одред Димитар Влахов и кои што во тоа време, благодарение на билтенот кој што ги опишуваше и политиката и акциите на партизанскиот одред, доби масовен карактер, така да одредот Димитар Влахов во нашиот крај броеше неде околу 100 души и масовно акции, масовен карактер зеде движењето во околијата. Значи, 42 година, на 18 децембар, са бајлината рано, тоа околу 4 саатот беше, иде полиција. Значи, блокирано сето мало блокирано. И нагоре, таму, горната куќа, и надоле, доле джадето, голема блокада. И кога сеќаваме, мајка ми вика, Милка, оди, вика, види луѓево, блокирани сме, вика, изгледа, многу и кучиња лајата, се слуша и тропот и сето тоа. И ја додека одам таму да ги скорнам, затоа што они спиеја горе у едно собиче, па доле не можеш и да се спие, оно си имаше и вентилација и се отвораше и тоа вратата да се излуфтира, али сепак доле не можеше многу да се издржи. Оно едно 10 сата, 5-6 сата, така нешто, а поеќе не можеше, спиеја горе у едно собиче. И ја бргу додека викам, они стануваат, ама темница, не можеш да запалиш ламба, од сегдека тропаат. И веднага собираме тоа што требе, што нивните алишта, она имаше ташна припремана со материјал, тоа што ваделе гештетнар, оно се тоа требаше да се смести натру из кривницата од кој ќе се сврши работа. Али ете така, сакало да бидели, како да рече човек. И тие работи не беа сместени. Од друга страна, едно така на крајот у клозетот изгореле од оноа што тие први примерци, кој е од боја и шлакано, кој е недобро се познава, така едно купче изгорено, али тие секогаш кога се работеше, тие работи се сместуваа, од тоа трага да нема ништо. Се у скривницата доле, тоа ќе се уништи у скривницата доле, али тога ете така за несреќа тоа нешто не се стори.
И кога иде веднага полицијата, они доле се скрија, али оноа торбата забравивме горе. Остана торбата со материјалот и тоа изгореното. И они натре влегоа, ја озгора тука стојам и влегоа овие полицијата, викам дека тоа е веце, тука не може веднага да се влезе, така да после влегоа ги пуштив и кога видоа тоа книгите, шо е ова, тоа го гореше, тоа ова. Не викам, тие се обични хартии од што се одело у веце и се изгорени. И така да е, ти пушти нешто по каналот, тоа ова почнаа зедоа таму стапови, почнаа да боричкаат, оти тоа имаше и канал за да имитира исто како веце. И почнаа да боричкаат, почнаа да онато, тоа се забавија баѓе едно пол сат може да имаше така. Бара, она дуеја. И ја видоа и тоа торбата и ја зедоа торбата и боричкајќи тоа, ние ко флегувале они со се, тоа капут со се, оние шалче, да остане шалчето на тоа така една ресичка само на вратичката и ја виделе. Они и веднага дигаат това, биле ми не сака се натеруваат тој вој оној, и едно време ја дигнаа таа и почнаа да викаат. Они однатре не излегуе моментално, после вика дајте бомба тоа воа. И излегоа, и кога излегова, почнаа да ги прашаат кои се, шо се. Овие само ќутеа, ништо не одговараа. Едно време почнаа да ги тепаат, а у исто време го викна и началникот, и тој беше дојден на, значи, специјално за таа блокада, началникот на полицијата од Скопје, Јорданов. И го викна и него од џадето, дека тука се најдени двица луѓе. И дојди и тој. Ги праша, така, да не ви кажувам како ги малтретира, ги мава, со кундаци, со пушките, со клоци. Тоа, да не можеш да гледаш грозотија. Исто така и мене, значи, не поминав и јас, али нив повечку. Потоа не држеа тука, се редеа групата сите, да видат кои се, шо се, така, од полицијата, од агентите, маваат. И доке 6 саатот, од 6 саатот не однесува у участакот, у градскиот, у полицијата. Таму седевме врзани едно цела ден до вечерта, доке 4 или беше така нешто, саатот. И тука се редеја да идат да не видат кои сме и шо сме од градот, што беја овие групи, што беја слуги на окупаторот, полицајци, агенти и така, цела ден. И вечерта не однесоа за Скопје, Страшо Пинџур го оделија Башка, а ја и Мирче Ацев у едно камионче, така затворено, он биле ми повраќаше едно, дали беше така, кај Катланово, така нешто, додека дојдовме таму, он повраќаше и крв повраќаше таа, дори тоа беше, значи, од тепање, од што ги малтретираа. Во печатницата, која беше откриена 1942 година во декември сосема случајно, до тогаш тука се излезени, односно умнежени 40 броја на народен билтен, во околу 2000 примероци, на околу 3000 станици и истовремено умножени се 5000 летоци, како и книги,
книгата на Ленин «Што да се прави», во 80 примероци, како и историјата на СКПБ до 6-та глава во 60 примероци, како и некои брошуржења, односно приказки од партизанскиот живот на југословенските борци и друг илегален и организационен материјал.